сега ние ќе продолжиме со следните наши утрински гости, кои што се во нашето студио. Изабела Пана, актерка и собственик на театар За тебе, и Сара Томевска, продуцент во театар исто така За тебе. Ке зборуваме за тоа дека вие ќе си имате две представи надвор од Македонија, поточно во Дизелдорф. Прекрасно изгледате во утринските часови. Сте ранобудници? Како? Сте ранобудници? Па сме, само денес малце претеравме. Што значи имаше проблем да не бидете гости ова утро? Да. Ке зборуваме за ово што сега јас го најавив, ке патувате за Дизелдорф, еве ке ги поздравиме сите наши македонци кои што не следат таму и да слушнат и дознаат за што поточно се работи. Сузе, повели. Благодарам многу, Цопче, да. Навистина голем поздрав и едно големо браво за Македонскиот културен центар Македонско сонце од Дизелдорф, кои што не само што размислуваат на тоа да на нашите таму далеку од дома им ја доближат Македонија, туку и на децата да им направат да им биде убаво кога ќе дојдат артисти, изведувачи, луѓе кои што навистина си ја знаат својата работа и го споделат сето она кое што тука се случува, особено представата за деца и се разбира стендапот за возрастни, кои што македонците таму ќе имаат можност да уживаат заедно со вас две. Како сме подготвени на само прилика не цели 2 недели пред вашето патување. Изабела? Па сме, детската представа е повеќе од доволно подготвена. Таа е една од нашите најбарани и наиграни представи за деца. Во чест на крајот на учебната година ќе биде ова подарок за сите македончиња во Германија. Така, и ќе биде и малку поинаква представа од класичните представи. Децата ќе имаат можност и да се вклучат во истата. Представата е пропратена со анимации, така да ќе им биде забавно, ќе се забавуваат, ќе играат, ќе се едуцираат на крајот од денот. Представата зборува за прифаќање на различитостите, така да ќе им понудиме една детска представа, интерактивна, со забава и едукација. Да, а светот убав го прават различностите. Би било толку досадно кога сите би биле исти. И таква реплика имаме. Да, браво. Треба и мене да ме земете во некоја представа, да ме вклучите. Јас и имам некои мали искуства. Сара е инаку продуцент во театар За тебе и јас како што разбрав, Сара, ова е за прв пат досега да вие или ваши колеги добијат покана од наши таму кои што делуваат и кои што си ја сакаат својата земја дури и од далечина и кои што навистина се подготвени да се што е убаво и се што е добро и се што е корисно за децата да го пренесат и таму. Како ја прифативте нивната покана? Со сето срце. Навистина ни е исклучителна чест што ќе бидеме први кои што имаат прилика да гостуваат кај македонците во Дизелдорф. Голема благодарност до господинот Блашко кој што не повика и целиот негов тим кој што стои позади културниот центар на македонците во Дизелдорф, така Македонско сонце. Нас ќе ни биде задоволство, се надевам дека убаво ќе си поминат и тие. Морам да ви кажам дека таму ќе ве пречека една голема македонска армија на интелектуалци, луѓе со своји кариери, луѓе со своји професии, луѓе со широки насмевки и луѓе кои што навистина уживаат во сето она кое што ќе го гледаат на сцената. Еве гледаме и инсерти, всушност, ова се дел од детските случувања, така? Да, ова е од представата Супер Вселенко и роденденската торта. За роден ден на оваа фотографија игравме за еден роден ден, а ова е од еден мој стендап во Куманово. Сега конкретно стендапот што ќе биде во Дизелдорф е адаптиран за таму, проширена и повеќе зборува за животот. Какви сме ние овде, а какви сме некаде надвор, кога треба да бидеме внимателни за да не заработиме некоја казна. Така, тоа изборува стендапот за како го прифаќаме малце туѓиот систем, а кога треба да го ставиме тука не ни се допаѓа баш. Ама да не откривам, нека им биде едно мало изненадување посега. И двете сте, предпоставувам, тука некаде генерацијски близко една до друга, што и не е ни важно на крајот на денот, но интересно ми е тоа што сте одлучиле да создавате овде уметност и да останете во нашата земја, за разлика од многу ваши врсници, врснички, кои што навистина
не им беше важно што овде ќе работат, туку најважно од се им беше да заминат некаде надвор. Дали некогаш таа идеја ви паднала на памет? Мене да. Сум имала такви мисли дали ќе се снајдам, како ќе се снајдам и морам да признам дека да имаш свој театар на Балканот, не само во Македонија. Во вакви услови да, на во вакви живење. услови е баш Храброст голема. Има доста потешкоти, доста туркања, доста борење за своето место, за да се истакнеш, па не смееш грешка да направиш, една грешка може се што си работел да ти покоси и 2 години веќе постои твојот театар, така? 2 години активно работиме на пазарот во Македонија, Балканот и еве сега почнуваме и Германија, па се надевам и ќе се прошириме понатака. Јас би сакала тие мои мисли да си заминам од тука да не се исполнат, искрено, затоа што многу си ја сакам мојата држава, иако можеби немам класични симптоми на патриот. Сите на различен начин да. ние го искажуваме или не го искажуваме патриотизмот, ама битно е да си го чувствуваме и да си го носиме во себе. И според мене мојот патриотизам е во тоа што сум одлучила да создавам во сопствената држава и да вршам едукација на нашите македонски деца тука во Македонија. И се надевам дека нема да победат тие мои недоумици дали да останам тука или да заминам. Тоа зависи од мене и од сите нас. И од околностите. Сара? Кај мене таа идеја е на некое последно ниво, на последно место и се надевам дека таму и ќе останем што долго. Да, и јас верувам дека ќе биде така и верувам дека театар за тебе допрва ќе ги доживе своите најдобри години, кога можеби ќе ви се приклучат и повеќе, уште повеќе. Во моментов колку сте актери вклучени? Во моментов сме 5 актери и сме отворени за соработка и оние што го гледаат ова можат слободно да ни сконтактираат, доколку се професионални невработени актери, можат да ни сконтактираат затоа што потребни ни се нови актери за нови представи. Сакаме да правиме различни производи, да не се вртат само истите глумци, затоа што тоа во еден момент станува малку досадно. Така да слободно нека ни сконтактираат на било која од нашите страни, Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, каде да не најдат. Отворени сме за соработка и сакаме да ни се шири тимот. Секако да со различни актери и различен тим добиваме различно квалитетни производи. Така е, рековме, различностите го красат и секогаш не радува некој туѓ успех или туѓ талент кој што може да придонесе уште повеќе во нашата приказна. Ова е навистина убаво да се чуе. Содржините најчесто ви се детски, кои што ги разработувате, ама имате и тематики за возрастни. Така, да. Колку се популарни овие? Ти и твоето појавување всушност кога те забележа македонската јавност пред многу години, беше со нешто што на нас возрастните многу ни се допаѓаше. Како Изабела тогаш размислуваше? Дали некогаш го имаше во перспектива ова што денеска го правиш, театарот за YouTube зборуваме, така? Јас се појавив пред многу години на YouTube со некои кратки скечеви и не размислував како тоа ќе се развива. Тогаш бев во некој филм дека сакам да бидам звезда. Кога завршив академија и кога почнав да работам посуштински на работите, таа желба ми изгасна некако и сега сакам само да создадам нешто квалитетно од кое ќе имаме корист сите и нормално ние како тим ќе имаме некаква финансиска придобивка, затоа што сакале не ќеле живееме во капиталистичко општество и мораме да си плаќаме сметки. Да, ама морате да бидете слободни во тој поглед. Така, да. Ама не сакам по секоја цена да создадам производ само за да ги платам сметките, туку сакам да биде тоа нешто квалитетно, да се нешто да научиме, да споделиме некаков став, некакво мислење, па дури ако се скараме, окей. Многу ми се допаѓа тоа што прво го рече, сакав само да бидам звезда, тогаш сакав само да бидам звезда. Колку е убаво да знаеш што сакаш во животот да бидеш, нели? И кога веќе знаеш што сакаш, тогаш се отвараат можностите. Така е. Животот е препон со можности, ама треба да ги видиме и да си дадеме храброст да влеземе, да искористиме. И тоа се менува. Што сакаш да бидеш во текот на животот се менува и убаво да се менува, значи дека растеш. Така е. Така е. Сара, вие имате и подкаст, меѓу останатото, подкаст за деца кој што е релативно нов.
нов, но можам само да замислам колку дечиња тука ќе поминат и ќе извадат од своите бисерчиња, бидејќи децата се преполни со бисери, дијаманти, кои што само децата знаат да ги извадат од нивните глави. Така, подкастот е веќе 2 епизоди само имаме објавено на нашиот YouTube канал. Меѓутоа има некои кратки инсерти од повеќето епизоди на Instagram страницата на Вселенска станица, така се вика подкастот. Ни гостуваат дечиња, водител е Супер Вселенко, добро познатиот лик од Супер Вселенко и роденденската торта представата. И се обидуваме преку преку децата да ги извлечеме нивните мисли, да на некој начин да си го кажат своето... На својот јазик. На својот јазик, што често е многу интересен и има многу што да кажат. Да, и тие кога ќе ти го објаснат, тоа е објаснето. Мојот пријател Драган Таневски секогаш вели, ако нешто не ти е јасно, прашај некое дете, се ќе ти објасни. И навистина е така. Многу се искрени, се чисти. И си доаѓаат и си кажуваат. Верувам дека ќе имате време во Дизелдорф да ги запознаете и тие умни детски глави наши македонски таму кои што и го знаат македонскиот јазик и верувам дека ќе имате можност и со тие дечиња да снимите нешто, така да ги охрабрувам сите родители во Дизелдорф кои што ќе бидат таму присутни и на представата за возрастни на стендапот, но и на детската да си ги подготват дечињата за да бидат и тие дел од овој подкаст кој што е многу симпатичен. Јас успеав да изгледам една епизода и навистина е нешто прекрасно да се заслушаш и да влезеш во светот на децата кој што навистина ќе не потсети колку е животот убав и колку ние возрастните често пати забораваме и да се смееме и да се радуваме и да фантазираме, што е клучна работа, да не престанеме да фантазираме. Фантазирате ли вие се уште? Немаше да го имам театар за тебе ако престанам да фантазирам и ако го изгубев детето во себе. Така. Сите представи кои ги работиме немаше да постојат ако јас не си влегував во некој мој свет со елени, гаврани и марсовци. Прекрасно. Верувам дека после ова ваше гостување во Дизелдорф ќе следат и други покани или веќе сте во преговори со некои други наши заедници низ Европа, далеку? Постојат, да. Имаме неколку веќе на ум, кои што се надавам дека ќе се реализираат и дека после ова успешна соработка со Македонско сонце дека ќе продолжиме и понатаму и дека истата мисија ќе ја споделуваме секаде низ Европа, па дај Боже и пошироко. Така, и Сара е дел од театар за тебе од самите почетоци? Не, Сара... Јас сум скоро 1 година. Да, речи си 1 година. Кои се твоите задолженија како продуцент во театарот? Чистачица, спремачица. Буквално. Јас започнав со некои мали кратки ангажмани од фасилитација на работилници, цртање на лица на родендени на деца, затоа што и тоа нели го правиме. И полека до продуцентската улога, која што има навистина многу ангажмани, многу улога. И многу допринесува. Знаете, јас кога го отворив театарот бев сама и бев како јас можам сама, не ми треба помош никаква. Па кога си звезда, можеш и сама, се разбира. разбира. Што кога си кој високо лета ниско паја после. Ама да, мислев дека можам сама и како што се зголемуваш обама за работа, сватив дека сам не можеш. Дека ти треба помош. Типска работа е. Дека мора, да. Сцената бара повеќе луѓе. Да. Јас почнав како аниматор на детски родендени и мислев тоа ќе биде тоа. Ќе се вработам во некоја државна институција, па ова нешто како хоби, ама животот имал друг план за нас и така влезе во тимот Сара, влезе Гоце, влезе Анастасија, Ане и сите останати актери со кои Ангела, да. Браво и поздрав до сите кои што ги споменавме и сите оние кои што можеби ќе се охрабрат па ќе ви се приклучат и ќе имат мегдан каде да си го покажат својот талент. Јас во меѓувреме додека се договаравме да ни дојдете да ни гостувате, дознав дека вие сте многу популарни не само по детските родендени, туку и по градинките каде што дечињата едва и ве чекаат
со вашите представи, затоа што вашите представи не се класични детски представи, како на сцена доаѓаат актерите, играат, децата седат од другата страна, туку во вашите представи има многу интеракција и многу спонтани приклучувања и на дечињата од публика. Како изгледа сето тоа? Сите представи што ги имаме за деца имаат интерактивни моменти и имаат методи од работилници. Тоа е направено заради тоа што факт е дека вниманието на децата во денешно време е многу намалено и заради се што обкружува и условите во кои сите ние живееме. И децата многу ретко можат да истрпат да гледаат класична представа од 40 плюс минути без и тие да бидат вклучени, да. И затоа ние со методи од применен театар направивме интерактивни представи каде што има моменти каде што и тие се вклучуваат. Разликата е тоа што не ги вклучуваме децата само со тоа што ќе одговараат на прашања со да, не, туку имаат и ги вклучуваме преку игри, прават предизвици, за да се стигне до одредена цел мора да исполнат одредени игри, одговараат на прашања, учествуваат во квизови и тоа е се вметнато во процесот на една театарска представа. Во секоја театарска представа има вклучено различен метод што ќе ги вклучи и дечињата од публика. Одлично. Да. Каде после враќањето од Дизелдорф ќе ги однесете вашите представи? Имате нешто, некакви други цели, некакви други настани ова лето кои што ќе може и македонската публика да ве гледа? Планот ни е ова лето, па и на есен, да гостуваме на фестивали со нашата представа за возрастни, со Те чекам. Се надевам дека плановите ќе се исполнат и ќе бидат реализацијата ќе биде добра. А од септември продолжуваме по градинките и училиштата ширум државата, така што ангажмани ќе има многу. Ќе најдеме, да. Има, да. Во јавна соба исто често ги играме представите преку викенди и сега сме во некои преговори со како се викаше, Kids 19-19? Салон. Да. Во центар, што е институцијата, би сакале да. Убаво би било кога би имале едно место каде што ги играме тие представи, за да не ја шетаме публиката. Повикај, знаеш како велат, треба да посакаш за да се оствари, можеби ќе се случи такво место. Демек вам ви кажувам, па да слушне некој дека ни треба просто. Јас сум на прва линија со универзумот и верувај ми дека ќе биде нешто. Ако не сега од септември сигурно ќе биде, само ти посакувај и не престанувајте да фантазирате, да сонувате со отворени очи и да посакувате, бидејќи тука е штосот, тука е клучот. Многу ви благодарам и однапред се радувам на вашиот престој во Дизелдорф и на сите контакти кои што таму ќе ги направите и дај Боже да вашата приказна се расшири низ други европски земји, па и подалеку, каде што има наши македонци, каде што ќе може да го видат и слушнат и да се радуваат на вашиот талент. Со некои нови представи, со некои нови проекти ве очекуваме. Ние сме цело лето овде како драгстор отворени, така да сме ви на располагање во секое време. Ви благодариме и вам и благодариме и на поканата од Дизелдорф, но вистина ни значи не само што тие ќе видат како работиме ние овде и ние ќе имаме можност да видиме како функционираат македонците таму, така е, одлична можност и размена на енергија. Сара, исто така и тебе ти се заблагодарувам и праќајте слики од таму, важи. Обавезно. Ще еднаш благодарам. Цопче? Јас само ќе кажам среќен пат и најубаво да си поминете, да си се вратите со преубави спомени од таму. Благодарам.